Ова е текст што многу долго време сонувам да го работам, еден од апсолутно моите омилени текстови. Мислам дека се работи за класика, се работи за извонредно дело, едно од најизвиканите, најпроминентните американски текстови. Тони Кушнер сметам дека е еден од великаните кога станува збор за американска драматургија, односно после Тенеси Вилијамс, после Артур Милер, се доаѓа Тони Кушнер кој пишува едно исклучително важно дело, односно два дела. Ангели во Америка се фокусира и отвора теми како што се хомофобија, хив стигма, дискриминација, човечки права, религија, десничарска политика и така натаму, односно се што во тоа време во Америка е актуелно. За мене беше предизвик, бидејќи самиот текст мислам дека е маестрално напишан и дека е апсолутно важно да биде поставен во Македонија, веќе е поставен, меѓутоа за втор пат, за тие пораки што на кои се осврнува авторот е битно да ги чуе македонската јавност, особено бидејќи се она што го гледаме на сцената, односно конкретно квир ликови кои се прикажани во некаква комична или некаква варијанта или некако карикатура, прв пат гледаме добиваат право на глас, добиваат централна улога и затоа мислам дека е еден новитет кога станува збор за македонскиот театар. Мислам дека во Македонија и генерално на Балканот, тоа и генерално и понатаму се тие табу теми. Сега, кога овој текст би се поставил, да речеме, во Британија или во Америка, може би бил еден хомаш на едно време кое е поминало, меѓутоа во Македонија и понатаму се табу теми, понатаму постои загрозување на човечки права, и понатаму постои хомофобија, понатаму постои хив стигма, односно на се што се фокусира овој текст. Важно е затоа што се надеваме дека ќе понуди, дека ќе иницира некаква промена, односно како се доживуваат овие теми, како се доживуваат ликови кои се бават со таква проблематика, и се надеваме дека ќе понуди преку театарски перформанс, односно тоа е и самата поента на театарот, да прати некаква порака и публиката да си оди дома надежно со некакво променето мислење за тоа како тие гледали и размислувале на одредени теми или на одредени ликови. Ова е ремек дело на модерната драма. Мислам, новиот Шекспир. Ова е една универзална приказна за љубов, за страв, надеж и немоки. Конкретно мојот лик мислам дека е огледало на сите луѓе, затоа што се поставува прашањето колку и на кој начин се справува, дали ги живее идеалите во кои верува. Секогаш е важно да се зборува за борбата за слобода. Секогаш е важно да се зборува за побуната и секогаш е важно да се зборува за љубовта. Колку и да живееме во ова модерно време и да имаме невладени организации кои ги поддржуваат овие луѓе, сепак се уште постои таа стигма и тој стереотип дека геј луѓето се болни или тоа го прават од инат и така натаму, а не дека тоа е нивната природа и дека се работи за љубов.